Прво јас се чувствував дека треба да го заштитам него. После дека треба да ги заштитам другите и треба да внимавам сето тоа што го прави. Почетокот него не гледав убавината во тоа што се случува кога Кан слободно си оди и си ги гушка луѓето. Некои луѓе реагираа многу убаво, многу пријатно. Значи го гушка назад, па го оставаа во скут да си седи со нив, например, во автобус. И ако речев Кан дојди со мене, нели, не остави го. Значи има и преубави луѓе на планетава, нели, секако. Но имаше и луѓе кои што прво и лошо ќе погледне и рака ќе пушта како тргни се од мене. Баш така збунети луѓе. И тоа мислам дека мене повеќе ме повредуваше сето тоа, отколку што воопшто он перцепираше дека нешто се случува. Сватив дека треба буквално да ги пуштиме децата, да го пуштам јас него да биде таков каков што е, затоа што поинаку типичните луѓе нема да имаат шанса да видат како навистина изгледаат овие деца со сите свои, нели, убави и неубави, со тоа што тие неубави работи не се неубави, него се поинак. Отприлика некаде кај 2,5 години. Значи, дали беше инволвирана вакцината или не, сега воопшто не би сакала да зборувам на таа тема, затоа што нити па имам некакви докази дека тоа се случуваше, иако он имаше одреден говор, па после се повлече комплетно. Од сите информации што досега ги имало, причината не би можела да ја речем. Тоа е така или не е така, и имал он некакви, нели, имал предиспозиции или не. Што е тука е, сега во моментов, бидејќи се случи така во еден краток период да има промена кај него, прво си малце се подзастануваш и си подпрестануваш да дишеш дека дека навистина има нешто што се случува. И потоа почнува, нели, тоа патување ваму, таму, барање на некакви одговори, од доктори, проверки. И после одреден период се испоставува дека тука има нешто што не е нормално. Па е дисфункционален развој, па е една дијагноза, па е друга дијагноза, па во семејството е гнев, па во семејството е тага. Јас можам да кажам за мене, нели, лично, мојата перспектива, јас се чувствував така. Сопругот можеби поинаку изгледаше, но сигурна сум дека и он на свој начин, нели, имаше некои емоции околу тоа дека нешто е поинакво со ова детенце. Но во секој случај, мислам дека еден од најгрдите периоди во животот што се однесува до децата беше периодот на тага, кој што траеше одреден период. Нашиот систем нема капацитет да помогне околу тоа. Чак што више сега можам да кажам дека од она сеќавање што го имав, што бе во Заводот за ментално здравје, прв пат кога отидов, нели, со надеж дека тука тоа е една институција, дека тука ќе се најде некакво решение, ќе се најде некаков одговор. Јас после, не знам, неколку часа таму чекање од еден доктор на друг, на трет, на четврт, и испрашување и раскажување и што е и како е, да излезам од таму со дијагнозата дека јас ја викам мајката е крива. Грешка во едукација. На 3,5 години. Која едукација? Јас дојдов дома со плачење и со уверување. Значи, јас верував дека јас сум крива. Значи, верував и плачев како мало дете. Сопругот рече, како може ти да бидеш крива, но тоа не е така лесно, баш можев да го извадам од себе, и траеше уште некој период, тој период на тага и на обвинување и на самообвинување, каде што не гледаш ништо светло околу сето тоа. Ќе почнам да го гледам моето дете само преку призмата на неговата убавина. Така да, сега сме на тој пат каде што, нели, после тоа, да речам, некој одреден период почнав да работам со дечиња, други со аутизам и со други посебни потреби. И веќе кога ќе го видиш тој свет, каде што има дечиња со многу
да речам, не страшни диагнози, него со состојби кои што се многу посложени од оваа која што имам јас. За среќа, моето дете е високо функционално, можеби нема коректен говор се уште, но ние многу убаво знаеме да си се разбереме, да се гушнеме, да се бакнеме, кај сакаме да одиме, што сакаме да правиме. Кога ќе видите так посебно на едно место деца и родители кои што се навистина во полоша состојба, ќе се застанете и ќе кажете јас сум супер. Значи, јас сум супер. Се обидовме, значи, во инклузивно училиште да одиме. Првото одделение јас седев со него, заедно со сестра ми, значи сите тројца седевме во клупа, затоа што немаше кој да ја чува низе. Убаво поминавме, но потоа, да речем, дефектологот и учителката посоветува уште еднаш да оди во прво одделение, бидејќи он немаше, да речем, фатен. Он тогаш, да речем, во тоа прво одделение се научи да седи на клупа, колку толку да не станува, да не шета. Ги послушав, отидовме повторно инклузивна в прво одделение, нова учителка. И тука баш почувствувавме, бидејќи јас сметав дека он може сам да седи. Значи седеше сам, но во тоа прво одделение баш убаво почувствувавме колку инклузијата е само илузија во нашава држава. Значи со бегање од школа, со држење врати во веци и така натаму, некои неубави случаи, да дојде периодот каде што он веќе не сакаше сабајле кога ќе се разбудеше. Значи он беше во фетус позиција со плачење не во школа. После тоа, значи, отидовме во посебна паралелка, но во Иднина, нели тоа беше, но во Илинден општината, бидејќи е поблиску кај што живеевме, кај еден прекрасен наставник, Никола се вика. Он е во таа историја паралелка и толку се смени тоа чувство за училиште поради наставникот. Значи бевме од позиција каде што не сакавме од кревет да излеземе. Да, кога ќе требаше сабајле, кога ќе се разбуди, кој ќе да во школа, да. Никола, да. Може. Значи тоа е веќе една мислам, за мене лично беше такво олеснување, не дека школото е нешто без кое што не се може или па, но самиот факт што нели некаква работна навика или не работна, негде каде да се движиме социјално, да се инволвираме и така натаму, а посебно таму каде што имаше таков наставник кој што кога ќе влезевме на врата, викаше добро утро, ги ширеше рацете и викаше гушка. Значи гушка, ако не се гушнеме не можеш да седнеш. Но бидејќи имаше таму само две дечиња, а он се испостави дека е некаде многу повисоко нели на нивото и за да учи работи и да комуницира. Сега е во Иднина, значи во централното училиште. Со возило го зимаат, го враќаат. Мислам дека и сега ова му е нешто ново. Фактот што повторно е во училиште, нели така како што не е како кај Никола, повторно имаме така малце нагодување као не е школа, ама мислам дека ќе се снајдеме и дека ќе биде во ред. Треба многу да направиме за инклузијата, да има некаква смисла дека е инклузија.